Одборот за доделување награди и признание на општина Кочани денес одржа седница на која ги додели восстановените награди за животно дело и за значајни остварувања за развојот на општината. Врз основа на пријавите, членовите на одборот одлучија наградата за животно дело постхумно да му ја доделат на Тодосија Паунов, по предлог на членови на неговото потесно семејство и на фирмата Автоатом од Кочани. Наградата за значајни остварувања за развојот на општина Кочани ја доби клубот за гимнастички спортови Кочани. Истата е парична и изнесува 5 просечни плати или над 100.000 денари. Наградата е од два типа, едната е за значајно остварување за развојот на општина Кочани и второто е за животно дело. Работата на самиот одбор беше тешка, имаше повеќе предлози, сите предлози беа квалитетни, секој со свој белек оставил добар печат за развојот на општината Кочани, меѓутоа мнозинството одлучи за награда за значаен развој на општина Кочани да припадне на Друштвото за гимнастички спортови Кочани, кое што впрочем е со една долгогодишна традиција од 102 години и има афирмирано повеќе спортисти, континуирано продолжува со својот развој и достигнувања и задоволство е после 102 годишна традиција наградата да припадне на гимнастичкото друштво Кочани или некогашно Партизан. А што се однесува за втората награда за животно дело, исто така беа повеќе предлози, меѓутоа мнозинството, сепак ќе кажам тешка е, работата, самата одлука да се донесе кој е најзаслужен за животно дело. Мнозинството одлучи оваа година наградата да ја понесе постхумно Тодосија Паунов. За текот на постапката и доделувањето на наградите, секретарот Венцо Бојков рече: Овие две награди, согласно одлуката за доделување награди на општината Кочани, ќе бидат врачени на свечената седница на Советот на општина Кочани, која е закажана за 12 јули. Членовите на одборот покрена иницијатива градоначалникот на општината Кочани Радко Димитровски да додели плакета за неуспешна фирма, со што ќе се вреднуваат достигнувањата на стопанските субјекти и ќе се поттикне нивниот